20 нови градежни парцели во дворот на поранешна Хартија планира да добие општина Кочани со урбанизацијата на слободниот простор што остана по пропаѓањето на фабриката. Во постапка е донесувањето на детален урбанистички план за делот од Стопанскиот двор што се води како урбана единица 11, а се простира на површина од 30 хектари. Земјиштето што некогаш се користеше за складирање на сламата, што беше суровина во производствениот процес, од предизвестно време премина во државна сопственост, односно ставено е на располагање на локалната самоуправа. Од секторот за урбанизам оцениле дека најдобро е тоа да се искористи за истата намена како и досега, а за предлог планот позитивно се изјаснија и советниците на последната седница. За него ќе можат да се изјаснат и заинтересираните граѓани на јавната презентација, што в четврток со почеток во 11 часот ќе се одржи во салата на Советот. Според планот, парцелите на овој потек ќе бидат наменети за изградба на објекти од лесна и незагадувачка индустрија, а имаат различна квадратура во зависност од потребите на инвеститорите. Со планскиот документ опфатени се и постојните објекти што некогаш ги користеше Хартија, а сега имаат нови сопственици. Иако изработката и донесувањето на деталниот урбанистички план е предвидено за догодина, тоа не значи дека општината веднаш ќе стартува со продажбата на парцелите. Таквата постапка не е предвидена со програмата за располагање со државното градежно земјиште, што неодамна ја усвои Советот. Освен деталниот урбанистички план кај поранешна Хартија, во спомнатата програма зацртани се вкупно уште 50 на урбанистички планови во градот, населените места во општината, како и во регионот на Пониква. Се предвидува трошоците за нивна изработка да изнесуваат 3 милиони денари, а ќе се покриваат од буџетот на општината, како и од самофинансирање на заинтересираните инвеститори.